Во Идризово утрово започна судскиот процес за трагедијата во импровизираната дискотека Пулс во Кочани, каде на 16 март загинаа 63 млади луѓе и деца. На обвинителната клупа седат 35 лица и 3 фирми, меѓу кои поранешни министри, градоначалници, директори и инспектори, обвинети за тешки дела против општата сигурност, казниви до 20 години затвор. Родителите на жртвите пристигнаа во тешка тишина и стојат зад полициската ограда со надеж да ги видат обвинетите. Судницата е современа и обвинетите се внесуваат од задната страна. Во основното јавно обвинителство се води и дополнителна истрага против 20 полициски службеници поврзани со трагедијата. Царинските инспектори на Табановце запленија 94.000 евра од српски државјанин кој се обидел нелегално да ги изнесе од Македонија. Иако тврдел дека носи помалку од 1000 евра, инспекторите при детална контрола нашле 44.000 евра скриени под јакна во рачна торбичка и уште 50.000 евра во кожна ташна во багажникот. Патникот немал документи за потеклото на парите и не ги пријавил. Согласно законот, му биле вратени 10.000 евра, максимален износ што нерезиденти можат да го изнесат без пријава, а преостанатите 84.000 евра се привремено одземен. Собранието ги усвои измените на законот за ДДВ, со кои сите нарачки од странство до 22 евра ќе се оданочуваат со 18% ДДВ. Законот стапува во сила за 8 дена, што значи дека од следната недела пратките од Тему, Алиекспрес и други странски продавници ќе подлежат на данок. Останува ослободување само за мали, некомерцијални пратки од физичко лице до физичко лице, со исклучоци за алкохол, парфеми и тутунски производи. Според заменик министерот за финансии Николче Јанкуловски, измените се донесени за да се спречат злоупотреби и да се обезбеди фер конкуренција со домашните бизниси. За измените гласаа 59 пратеници, а 12 беа против. Силниот снег во западна Србија вчера предизвика големи проблеми. Делови од Чачак останаа без струја, вклучувајќи ги Љубик, Ракова и Соколики, каде жителите стравуваат поради ниските температури и малите деца во домовите. Во Приеполе, Нова Варош и Златибор снегот предизвика застој и хаос на патиштата, а колапс е пријавен и на делови од магистралата. Снег паѓа и во Моравачкиот округ и Крагуевац, каде температурите се околу 3 степени Целзусови. Путеви Србија предупредуваат на снег до 5 см на повеќе делници, вклучувајќи ги регионите околу Ужице, Приеполе и Нова Варош. Апелираат возачите да користат зимска опрема, синџири и да возат внимателно. Турските власти уапсија 1395 лица во првите 10 месеци од годинава во рамките на акциите против ѓуленистичкото движење, изјави министерот за внатрешни работи Али Јерликаја. Спроведени се 3258 операции, а уште 1347 осомничени се пуштени под судски надзор. Опозицијата предупредува дека од јуни 2023 се извршени речиси 12.000 операции, но само 3760 апсења, што според нив покажува дека акциите не даваат резултати. Председателот Ердоган го таргетира движењето од корупцијските истраги во 2013. Според најновите податоци, над 126.000 лица се осудени од 2016, повеќе од 11.000 се во затвор, а десетици илјади и натаму се со активни судења или истраги. САД им доделија на Саудиска Арабија статус на главен сојузник надвор од НАТО, соопшти председателот Доналд Трамп на свечената вечера во Белата куќа во чест на престолонаследникот Мохамед бин Салман. Трамп рече дека ова го издигнува военото партнерство на повисоко ниво и ја нагласи стратешката важност на Ријад, кој купува американско оружје и станува клучен фактор за стабилност на Блискиот Исток. На вечерата присуствуваа бројни светски познати личности, меѓу кои Кристијано Роналдо, Илон Маск и шефот на Nvidia Дженсен Хуанг. Маск и Хуанг денеска ќе учествуваат и на форум во Вашингтон посветен на вештачката интелигенција, каде ќе се дискутира за нови технолошки трендови и инвестиции. Голем пожар зафати густо населена област во јапонскиот град Оита, при што биле оштетени повеќе од 170 домови, а едно лице е пронајдено мртво. Полицијата проверува дали станува збор за 76 годишен исчезнат маж. Пожарот избувнал во пристаништето Саганосеки и се проширил на речиси 49.000 квадратни метри, вклучувајќи и пошумена зона. Повеќе од 12 часа пожарникарите се обидуваат да го стават под контрола, а префектурата побара дополнителна помош. Градоначалникот Шинја Адачи и регионалните власти велат дека пожарот се намалува, но е рано за процени. Премиерот Сана Такачи најави дека централната влада ќе обезбеди максимална поддршка. Управата за хидрометеоролошки работи предупредува дека денеска наместа врнежите ќе бидат пообилни, особено во текот на ноќта. Локално ќе има услови за невреме со силен ветер и појава на ретки грмежи.
Во текот на денот ќе дува умерен до засилен ветер од јужен правец. Под влијание на циклонска активност ќе продолжи периодот на променливо облачно време со повремени локални врнежи од дожд. Утре во попладневните часови и во четврток врнежите ќе бидат со послаб интензитет, а во петок и во деновите од викендот повторно се очекуваат пообилни врнежи од дожд, локално во форма на невреме со засилен ветер и услови за појава на грмежи. Од недела утринските и дневните температури значително ќе опаднат. Според Управата за хидрометеоролошки работи во Скопје следува период на променливо облачно време со повремени врнежи од дожд кои во делови од котлината ќе бидат пообилни. Ќе дува умерен повремено засилен ветер од јужен правец.